Почитувани граѓани на Република Северна Македонија, почитувани представници на медиумите, следува пресконференцијата на председателот на владата на Република Северна Македонија, господинот Оливер Спасовски, заменик председателот на владата на Република Северна Македонија за европски прашања, господин Бујар Османи, и министерот за надворешни работи, господинот Никола Димитров. Доруар чететарт Република. Почитувани граѓани на Република Северна Македонија, почитувани представници на медиумите, следува пресконференцијата на премиерот на Република Северна Македонија, Оливер Спасовски, вице-премиерот за европски прашања господин Османи и министерот за надворешни работи Никола Димитров. Се обрати председателот на владата господинот Спасовски. Повели премиера. Почитувани граѓани на Република Северна Македонија. Во исклучително тежок момент за нашата држава, за Европа и за целиот свет, денес од Брисел ни пристигна убава и долго очекувана вест. Република Северна Македонија ги започнува преговорите за членство во Европската Унија. Советот за општи работи на Европската Унија се согласи дека нашата држава треба во најбрз можен рок да ги започне преговорите за членство во Европската Унија. Стигна верификацијата за успехот на нашите напори, за истрајноста, капацитетите и политичката волја на нашите институции, собранието, владата, судството, да ги спроведат реформите што ги поставивме како наша цел уште во 2017 година. Дополнително, владата по барање на Европскиот совет во јуни 2018 година ги покрена сите механизми да го затвори реформскиот процес во 4 главни области. Судството и владење на правото, реформа на разузнавачките служби, реформа во јавната администрација и борбата против криминалот и корупцијата. Постигнавме завидни резултати во сите од овие области. Тоа беше секоја година верификувано во извештаите на Европската комисија и со резолуциите на Европскиот парламент. Од денес тоа го верификува едногласно и државите членки на Европската унија. Почитувани мои сограѓани, денешното признание за подвигот на нашата држава е резултат на тешките политички одлуки кои ги донесе владата и владеачкото мнозинство во собранието за решавање на долгогодишни спорови со нашите соседи Грција и Бугарија. Без договорот од Преспа и без договорот за добрососедство и пријателство со Бугарија немаше да биде овозможен овој денешен успех. Овој успех е крај на нашето чекање од 15 години откако го добивме кандидатскиот статус за членството во Европската Унија. Денеска можеме да бидеме горди зашто чекањето заврши. Успешните реформи ја кренаа бариерата. Патот ни е отворен и единствената насока на тој пат е само напред. Стигнавме до точката од која кристално јасно се гледа дека нашата перспектива е во Европската Унија. Тоа е точка во која враќање назад нема. Му се допаѓало тоа некому или не, тоа е нашата победа. Стануваме држава која преговара за членство во Европската Унија и која во наредниот период ќе мора да минува низ трансформација на државата и општеството, низ која поминаа сите денешни членки на Европската Унија. Ова е повеќе од заслужен успех. Ова е признание кое требаше да го добиеме и порано. Со оваа одлука се исправа стратегиската грешка на Европскиот совет во октомври 2019 година, кога не се постигна консензус за одлуката која што денес е усогласена. Да се радуваме на овој успех сите. Да се радуваат сите политички партии, сите етнички заедници и сите општествени субјекти. Да се радуваме денес и во истиот момент да се вратиме во реалноста и да продолжиме со уште една битка. Нашата битка со короната. Ке победиме и во таа борба. Сега, како никогаш досега, ни треба сплотеност и дисциплина. Да го победиме невидливиот, а толку присутен непријател, за да се вратиме побргу на нашата политичка битка. На еден долг и тежок преговарачки процес, за кој ќе ни требаат бројни промени
и прилагодување на европските стандарди, но и на европскиот квалитет на живот. Се посветивме на процесот на започнување на преговорите, иако нашите институции се во одмината фаза на подготовки за почеток на преговорите. Во денови на незапаметена криза на современиот свет, да бидеме мудри, храбри и разумни и да го избереме најдоброто за сите нас. Така заедно, солидарни и поврзани можеме да дојдеме до побрзо и поефикасно решение на нашите заеднички проблеми. Така беше и за време на бегалската криза во 2015 и 2016 година. Така и денес кога се соочуваме со ужасната пандемија на вирусот COVID-19. Честитки на сите и да ги завршиме преговорите и успешно и што е можно побрзо. Успехот со членството во НАТО и почетокот на преговорите со Европската Унија затвараат една битна фаза во нашиот развој. Овие успеси ни отвараат нови можности и нови перспективи. Би сакал да се заблагодарам на институциите на Европската Унија и на нејзините државни членки за исправната одлука која што е усогласија денес. Благодариме што ги отворивте вратите за преговорите и што ни давате фер шанса да преговараме за членство во Европската Унија. Нашите граѓани и нашите институции таа шанса цврсто ќе ја зграпчат и максимално ќе ја искористат. Сите ние во владата, во државните институции ќе работиме посветено да успееме брзо и со успех да ги затвориме преговорите, а Република Северна Македонија да е дел од Европската Унија. Меѓутоа затоа ве молам сите вас граѓаните да ни помогнете и во другата исто така важна битка. Да ги почитувате препораките и заедно да ја добиеме и таа битка за живот против вирусот COVID-19. Благодарам на вниманието. Благодарам, премиере. Сега ќе ви се обрати заменик председателот на владата, задолжен за европски прашања, господинот Бујар Османи, организован министр. Почитувани граѓани, изминавме на вистина долг, напорен и тежок пат за денес да стигнеме до овој момент, во која без никаква задршка или лажна скромност треба да си признаеме дека успеавме. Кога пред 3 години го почнавме овој пат, иако со навистина изразен ентузијазам, морам да признам дека не бевме целосно убедени дека овој момент ќе дојде. После безмалку 20 години процес на стабилизација и асоциација, 15 години во чекалната како земја кандидат. Од денес влегуваме во последната фаза од остварувањето на сонот од самата независност на земјата за членство во Европската Унија. И да немаме никакви дилеми, успеавме затоа што заслуживме. Денешната одлука на земите членки да и дадат зелено светло на Република Северна Македонија за почеток на преговорите не представува никаков подарок, ниту чиста политичка одлука. Напротив, ова одлука е признание за суштинскиот напредок на земјата, признание за посветеноста на владата и останатите институции кон реформите, признание за успехот во создавањето на добрососедски односи, признание за внатрешната општествена кохезија и стабилните меѓуетнички односи. Токму затоа, одлуката на 27 земји членки е донесена без никакви дополнителни услови за земјата. Со тоа, Европската комисија доби целосно одврзани раце да почне да ја формира така наречената преговарачка рамка за земјава, по која ќе се организира и првата меѓувладина седница, што ќе представува и официјален старт на преговорите. Почитувани граѓани, ние сме свесни дека предизвикот од справување со епидемијата COVID-19 во моментот ја преокупира целата јавност. Сушност, справувањето со овој предизвик уште повеќе не преокупира и самите нас. Но верувајте, битката против коронавирусот ќе ја добиеме, а иднината секако ќе дојде. Добро е да знаеме дека таму во блиска иднина не чекаат предизвици на преговорите за членство во Европската Унија.
Тоа е процес кој значи напредок за државата, реформи кои значат создавање на европски институции, напредок во образованието и науката, квалитетно здравство и здравствена заштита. Тоа е процес кој значи стабилност и предвидливост на економските текови, повеќе странски инвестиции, поголем подстрек и за домашните инвеститори, повеќе работа за предприемачите, повеќе работни места, поголеми примања, се на се подобар животен стандард за граѓаните. Тоа е важно затоа што сега, кога се чувствуваме загрозени и загрижени за иднината, овој свеж зрак на оптимизам ќе ни помогне полесно да ја надминеме и оваа криза. Затоа бидете оптимисти, бидете трпеливи и пред се бидете внимателни. Следете ги препораките, седете дома, но не очајувајте. Борбата со сегашниот предизвик сигурно ќе ја добиеме, а потоа не чека просперитетна иднина. Нека ни е со среќа. Të nderuar qytetar, kaluam rrugë vërtet të gjatë, të lodhshme dhe të mundimshme, që sot të arrijmë deri te ky moment, në të cilin pa asnjë dyshim apo modesti duhet pranojmë se ja dolëm. Kur para 3 vitesh e filluam këtë rrugë, edhe pse me një entuziazëm të theksuar, të jemi sinqert se nuk kishim plotësisht të bindur se ky moment do vi. Pas pothuaj 20 vitesh proces stabilizim asocimit. 15 vite pritje si vend kandidat, nga sot hymë në fazën e fundit realizimit të ëndrës tonë nga pavarësia e vendit për antarësim në Bashkimin Evropian. Dhe mos të kemi asnjë dilemë. Ja dolëm sepse e merituam. Vendimi i sotëm i vendeve anëtare për t'i dhënë dritë jeshile Republikës Maqedonisë së Veriut për fillim të negociatave nuk është as dhurat e as vendim politik. Përkundrazi, ky vendim është aprovim i progresit thelbësor të vendit, aprovim i përkushtimit të qeverisë dhe institucioneve përkatëse ndaj reformave, aprovim i suksesit në krijimin e marrëdhënieve të mira ndërfshinësore, aprovim për kohezionin e brendshëm shoqëror dhe marrëdhëniet ndëretnike stabile, aprovim për marrëveshjen e Ohrit. Pikërisht për këtë, vendimi i 27 vendeve anëtare është sjell pa asnjë kusht plotësues për vendin. Me këtë, Komisioni Evropian i la duart plotësisht të lira për të filluar formimin e të ashtu quajturës kornizë negociuese për vendin, sipas të cilës do të organizohet takimi i parë ndërqeveritar që do të paraqet edhe fillimin zyrtar të negociatave. Të nderuar qytetar, ne jemi të vetëdijshëm se sfida e ballafaqimit me epideminë COVID-19 aktualisht e ka preokupuar gjithë publikun e gjerë. Në fakt, ballafaqimin me këtë sfidë po na preokupon edhe neve. Por besoni se luftën kundër virusit do e fitojmë e ardhmja gjithsesi se do vi. Mirë është dim se aty në të ardhmen e afërt na presin sfidat e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Ky është një proces i cili do të thotë progres për vendin, reforma të cilët do të thonë krijim të institucioneve evropiane, nxitje më të madhe për investitorët, më shumë punë për ndërmarrësit, më shumë vende të reja të punës, të ardhura më të larta dhe në përgjithësi standard më të lartë për qytetarët. E gjithë kjo është rëndësishme, sepse tani kur ndjehemi të kërcënuar dhe të shqetësuar për të ardhmen, kjo rreze e re e optimizmi do të na ndihmojë që më lehtë ta tejkalojmë edhe këtë krizë. Ndaj, qëndroni optimist, jeni të durueshëm dhe para se gjithashtu të kujdesshëm. Ndiqni rekomandimet, qëndroni në shtëpi, por mos u dëshproni. Luftën ndaj sfidës së tashme sigurisht se do ta fitojmë e pastaj na pret e ardhme prosperuese evropiane. Na qoftë me fat, urime fillimi i negociatave. Ju faleminderit shumë. Фалендер за Зеленски. Ви благодарам, заменик премиерот. За надворешни работи, господинот Никола Димитров. Повелете. Почитувани граѓани, во ова заедничко време, не време, ќе замолам да ни дозволите да бидам, и мене да ми дозволите да бидам дел од ова споделување на добри вести. Советот за општи работи на ниво на министри за европски прашања на Европската Унија денес даде политичка согласност за предлог за одлучоците кои се многу позитивни и охрабрувачки за нас. И покрај вонредните околности предизвикани од ситуацијата со коронавирусот, особено цениме што Европската Унија најде време и волја веродостојно да оддаде признание за досега сработеното.
Северна Македонија по 15 години во чекалната, како земја кандидат, и по разочарувањата во јуни 2018-та, јуни 2019-та и октомври истата година, конечно го поминува прагот и ќе може да ја започне следната заслужена фаза од својот европски пат. Од сега натаму и ние ќе имаме почетна точка од која ќе го мериме времето, од кога започнуваме позитивен надпревар со останатите во спроведувањето на реформите и во освојувањето на европските стандарди. И до сега, но од сега па наваму уште повеќе, од нас самите зависи. Северна Македонија конечно и безусловно ги започнува преговорите за членство во Европската Унија. Советот недвосмислено ќе потврди дека Северна Македонија остварила опипливи и одржливи реформски резултати во однос на реформите. Советот ја поканува комисијата веднаш да поднесе предлог рамка за преговорите, како и да ја започне неопходната подготвителна работа. Првата меѓувладина конференција ќе биде свикана што е можно поскоро по усвојувањето на преговарачката рамка. Советот ја поканува комисијата да го дозаврши скрининг процесот, започнувајќи со кластерот за фундаменталните вредности. Би сакал вам, македонски граѓани, граѓани на нашата република, во овие предизвикувачки времиња кои заеднички ги поминуваме, од срце да ви честитам за успехот, но и да ве подсетам. Одлуката на Советот не дојде лесно, нити пак ни е подарена. Ние и вие, заедно со мокотрпна работа и жртвување ја одработивме и заслуживме шансата да покажеме дека му припаѓаме на европското семејство. Постоја многу искушенија и преобмислувања. Изодевме тежок реформски пат во вонредни околности кога моравме да ја закрепнеме заробената правна држава. Го склучивме преспанскиот договор и ги усвоивме уставните амандмани со обструкции одвнатре и однадвор. Не беше едноставно, но покажавме визија, разумност и политичка храброст. Сега НАТО и новото поглавје со Европската Унија се реалност и може би е добро овој пат ние политичарите да ви се заблагодариме вам на граѓаните за успехот, за непоколебливата надеж и верба и добро завршената работа. Погледнете ги вашите најблиски, тие што се до вас. И денес бидете горди дека исполнивме дел од заветот на нашите баби и дедовци и мајки и татковци и отворивме нова перспектива за нашите деца за идните поколенија. Да не се залажуваме. Патот натаму ќе биде уште потежок и постремен доколку се препуштиме на рамнодушноста. Повторно од нас ќе зависи колку брзо и со каков квалитет ќе го минуваме патот до денот на полноправното членство во Европската Унија. Меѓутоа денес е ден на зрак надеж дека можеме и дека направивме. И никој не може тоа да ви го одземе. Нека ви е честит успехот и се надевам дека сите заедно ќе го совладаме и предизвикот со пандемијата на коронавирусот, што е можно побрзо. Честито, татковино, честито народе. Благодарам. Благодарам, министре, почитувани. Сега ќе ги поставувам прашањата од колегите новинари кои стигна на нашиот мејл. Прво прашање е за премиерот Спасовски. Кога ќе се одржи првата меѓувладина конференција и дали состојбата со коронавирусот може да влијае на нејзиното пролонгирање? Првата меѓувладина конференција, како што веќе и соопшти министерот за надворешни работи, ќе се донесе после одлуката и секако дека ќе се имаат во предвид и развојот на настанието околу коронавирусот. Тоа е нешто што не зависи од никој од нас, меѓутоа важно е дека имаме одлуката и важно е дека час поскоро ќе се случи првата меѓувладина конференција. Второ прашање исто за премиерот Спасовски. Заменик министерот за надворешни работи Жерновски вели дека 50% од македонското законодавство веќе усогласено со европското и дека во преговорите стартуваме со многу напредна позиција. Тогаш, ако преговорите со Брисел почнат веднаш, за колку време би требало да завршат со оваква стартна позиција? Па видите, ние со оглед на тоа дека многу време сме во предпристапни преговори, односно кандидатски статус, голем дел од законодавството и голем дел од времето во кое што работевме, посебно ние во овие 3 години работевме на
имплементација на европското законодавство дома. Јутоа, дека треба многу посветеност и многу работа во наредниот период потребно е, дека треба сите расположиви капацитети на институции да ги ставиме на располагање и општествени капацитети да ги ставиме на располагање на овој преговарачки процес, и тоа е факт. Едноставно ние мораме да одработиме максимално врз основа на новата методологија која што дава навистина добри шанси. Времето за колку ќе станеме членка на Европската Унија ќе зависи од сите нас. Исто колку што се бориме сите заедно и зависи од сите нас како ќе се справиме со пандемијата, исто ќе зависи колку сите заедно ќе се бориме за да успееме да ги оствариме или да ги прифатиме европските вредности во нашата земја и на тој начин час поскоро да станеме членка на Европската Унија. Меѓутоа, мислам дека со денешнава одлука се мотивираат сите во општеството, се дава една нова перспектива, нова надеж, нова шанса за граѓаните и мислам дека најбрзо и најдобро што можеме ќе го завршиме целиот овој процес. Уште едно прашање за премиерот, дали има одговор од Брисел на барањето од Македонија да се пренаменат и да се испорачат ветените 50 милиони евра сега за менаџирање на кризата со COVID-19, да се вклучи земјата во Европскиот солидарен фонд и да биде изземена од рестрикциите кои ги најави Европската комисија за извоз на медицинска опрема и материјали. Да, се што требаше да биде превземено од страна на македонската влада е направено, во постојана комуникација сме, за неколку дена може да очекуваме и првичната помош, активиране делот на цивилната заштита и така натаму. Значи, сите активности кои што треба да бидат превземени од страна на македонската влада, на Европската Унија, се превземаат се со цел заеднички успешно да се справиме против пандемијата. Уште едно прашање, во ситуација кога земјите од соседството и другите земји од регионот добиват голема хуманитарна помош со заштитна опрема и маски, тестови за корона и респиратори, што прави македонската влада на ова поле? Кога може и нашите граѓани да очекуваат ваква помош и донации? Прашањето од Македонска радио. Многу работи прави македонската влада во овој дел, вршиме и сопствени набавки, обезбедуваме опрема, имавме доволно заштитна опрема на залихи, очекуваме и помошта од повеќе земји да стигне за неколку дена во државата. Имаме и своји капацитети кои што се целосно подготвени за справување. Системот функционира, се што треба да прави владата прави, институциите работат со полна пареа, дајте и граѓаните да го направат вистинскиот чекор. А тоа е да останат дома, да ни помогнат на сите нас и пократко да трае целата оваа криза. Прашање за вице-премиерот Османи. Зоти Османи Мемаријан. Господин Османи, со добивањето зелено светло за почнување на преговорите. Со добивање на позитивно светло за почеток на преговорите, која ќе биде улогата на властите во Скопје за подготовка на овој процес? Ако може прво пред да одговорам на прашањето на албански, да дополнам тоа што го одговори премиерот во врска со донациите од страна на Европската Унија. Дека Европската Унија всушност не ни е само партнер на хартија, туку реален и навремен партнер, особено во криза, и од утринската координација денеска и со институциите на Европската Унија околу 70 милиони евра се мобилизирани од страна на Европската Унија, кои што во различна фаза ќе се активираат за помош на здравствениот систем, а потоа и на економските последици од самата пандемија. Што се однесува на вашето прашање, како преговарач со Европската Унија, сега кога веќе добивме зелено светло за започнување на преговорите, враска е веднаш да почнеме со организирање на преговарачките групи кои што ги основавме ние во владата и претходно врз основа на новата методологија, но сега тие ќе се групираат во еден вид на кластери, преговарачки кластери, ќе се адаптираат врз основа на новата методологија. Верувам дека во следните недели ќе завршиме со преговарачката рамка, а потоа ќе се одржи првиот меѓународен состанок на кој што шеф на делегацијата ќе ги презентира државните позиции пред земјите членки и во овој момент се формализира почетокот на преговорите кој што ќе почне со фундаменталните кластери. Димитров, колку проценти од европското законодавство останува да се прилагоди и со кој темпо очекувате да се отворат и затворат кластерите, односно колку време очекувате да поминеме во преговори?
преговорите се еден вид обука да бидеме подобри. Со голема помош и експертска и финансиска. Многу е поважно да ја искористиме оваа алатка во оваа фаза, за да станеме европска демократија со сите параметри, отколку, да речеме, за една недела да влеземе во членство, а да се ги имаме маќите што се ги имаме денес. Колку брзо ќе зависи од сите нас, од оваа влада, од идната влада, меѓутоа многу е поважен процесот отколку конечниот датум. Во моментот кога ќе влегуваме во членство, ние ќе бидеме како европските држави кои што ни се пример и модел. И тоа е суштината на овој процес. Бидејќи долго време сме во процесот на стабилизација и асоциација од 2001, земја кандидат од 2005, во голем дел од областите ние имаме едно добро, солидно ниво на усогласеност со европското законодавство. Може би некаде 36-37%, во некои од кластерите имаме и половина, може би на тоа мислил заменикот за надворешни работи. Важно е денеска на некој начин да се признаеме дека имаме право да се израдуваме на ова. Работевме многу напорно. За 2 години и 10 месеци оваа влада успеа да ги реши проблемите, да произведе реформски аргументи, да влезе во НАТО и да ги отвори конечно пристапните преговори со Европската Унија. Иднината ни е позитивна и просперитетна, да се соочиме сега со коронавирусот, да го победиме и имаме кон што да се стремежиме на некој начин. Благодарам на прашањето. Благодарам, министре, почитувани граѓани, представници на медиумите, тука е и крајот на денешната пресконференција. Ндрува речитетар, ндрува профатсуст медија. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, овде е и крајот на денешната пресконференција. Ви благодарам за вниманието.